Почитувани гледачи, добар ден. Добродојавте во најновото издание на овој наш и ваш демократски импулс. Подкаст, како што и секогаш имам да кажам, за народот. Денеска, како и секогаш, имаме мощни интересен гостин. Овој пат имаме наш соработник, нормално, се работи за претседателот на политичката партија Демократи, господинот Јорго Огненовски. Добар ден и како што умам секогаш да ви кажам, чувствувате се како дома. Благодарам за поканата, секогаш е прекрасно да се биде на Демократски импулс подкастот. Почитувам, Јорго, да ве запрашам. Очигледно дека по една година владење на оваа политичка гарнитура, нашата надворешна политика не е баш така на сјајни нозе, би рекол, во најмала рака. На што се должи тоа според вас? Видите, многу едноставна работа и малите деца го знаат. Ние една година и 2 месеци на власт имаме неспособна влада, составена од луѓе кои што поранешни политичари кои што биле дел од ДУИ, дел од СДС, се разбира, ДПМН, и овие луѓе, зар треба да очекуваме од овие луѓе да водат Македонија добро? Тоа е најголемата причина. Нема, едноставно поима како да се води надворешна политика. Зборуваме конкретни случаи со Европската Унија, не знаат како да се договарат. Приказни кажуваат за мали деца. Наводно ќе дозволиме на бугарите да влезат во уставот со еден услов, со одложено дејство, отпосле кога ќе не примат, па да, тоа да важи. Тоа е невидена глупост. Проблемот е до владата. Проблемот е до министрите. Проблемот е до советниците нивни. Собрани се луѓе кои што немаат буквално никакви квалитети. Тоа е проблемот. Не е проблем Европската Унија, не е проблем светот. Проблемот се тие. И затоа ние немаме никаква надворешна политика и тапкаме во место. И една за секојаш треба да им се каже на Европската Унија и на светот. Ние сме ова и под овие услови сакаме да бидеме дел од Европската Унија. Толку од мене. Така. Спомнавте одложено дејство дека има идеја премиерот. Кој е вашето мислење за некоја таква работа, некоја таква рамка? Па види, тоа нема врска. Однос на Бугарија. Многу пати сум кажал, тоа не е нешто што ти ќе убедиш Европската Унија и Бугарија. Едноставно, демократи имаат најдобро решение и ние тоа стално го кажувам. И пак ќе го повторам. За да влеземе во Европската Унија, Европската Унија треба да го промени законот за проширување на истата. Тоа значи да не постои консензус од 27 држави. Поточно 100% треба да гласат, ако една држава не гласа, не може да се прошири или да се прими некоја држава. Не е за Македонија, сега имаат проблем Украина и други држави, се разбира. Ние секогаш велиме, Европската Унија да си седни во парламентот пратениците и да го промени тој закон. Е штетен за Европската Унија, е штетен за Македонија, е штетен за проширување. Тоа значи, како и сегде, дали ќе биде гласањето на 60, 70%, 80% од овие држави, така да поминува закон. Тоа е нашата приказна и видите, приказната ајде сега одма, не, Европската Унија нема да не приме уште 20-30 години затоа што во Македонија владее тешка корупција и криминал. И во
владата и помеѓу политичарите, функционерите, и во судството, по полицијата, јавното обвинителство и секаде почнувајќи од здравство, образование, па завршувајќи до едни обични хигиеничари во јавните установи. Тоа е страшна работа што не се случува. Нацијата по полека, но сигурно ние криминализира. На место на власт да бидат честни луѓе кои што со пример ќе покажат и докажат како се работи. Тогаш ние како граѓани, верувајте, се помалци и помалце ќе се оградиме од криминалот и се помалци и помалце ќе крадеме и ќе лажеме. За жал, по голема група на граѓани во Македонија ја користи ова тешка, мрачна состојба која што имаат креирано политичарите 35 години, поточно креира невиден криминал и корупција. Тоа е најважното ние да го решиме со Европската унија, поточно Европската унија да го реши овој проблем. Господин Јорго, за разлика од катастрофалното владење на СДСМ, кажете ми, еве нашиот сегашен пример, господинот Христијан Мицковски вели дека сме четврти во Европа во инвестиции, но нашите инвестиции се намалени за 50%. Како ова едно со друго, дали оди, дали како вие би го прокоментирале ова? Па, премиеро. Четврти во Европа. Премиеро, да го кажам, на ДПМН влен и знам. Тоа не е наш премиер, тоа е премиер, јас го викам ненароден премиер Мицковски. Значи, стварно човеко нема основно познавање ни од политика, ни има некоја хуманост, ни има знаење да води ова држава. Замислете што значи да бидете премиер на една држава каде што све пропаѓа. 35 години све буквално пропаѓа. Некој велат, ништо не правиме, не се движиме напред, тапкаме во место. Не, тоа не е точно. Ние секој дневно пропаѓаме на длабока црна дупка. Значи, вие за да бидете премиер треба да имате знаење. Не можете вие да водите држава заедно со владата, министрите, кои што повеќето и самите знаете, некои од нив сигурно имаат купено и дипломи, станали и доктори на науки, магистри и што не, немаат никакво искуство или знаење да водат ова држава. Така да она што го кажува најголема инвестиција, а ова година имаме намалено на инвестиции од странство 50%, тоа е само приказна. Кога да отвори Мицковски уста секогаш мора, нешто е тоа, болест или не знам што е, да излаже. Значи, со те подлажење имаме илјадници примери. Како лаже, манипулира и така и дојде на власт. Цело време го лажат народо. Во тоа ДПМН, СДС, ДУИ и овие другите што спомнав партии таму, луѓето кои што се на власт само едно единствено ги интересира. Тендери. Колку ќе земат провизија, а тоа е тежок криминал. Затоа ние пропаѓаме и ова што го кажува, тој кажав дека за жал е голем лажго. Фирмите во моментов се жалат дека парите од ДДВ-то доцнат. На што се должи според вас ова? Тоа е многу важно за нивната ликвидност. Па видите, каснат затоа што во буџетот нема пари. Ние работиме во Македонија со пари позајмени. Поточно тоа тие се викаат кредити, каде што ние како граѓани треба да плаќаме баснословска сума на камата и не само ние кои што сега живееме, нашите деца, внуци и парафнуци ќе плаќат. Ова држава пропаѓа бидејќи економски секојдневно пропаѓаме. Како можете да очекувате да има пари? Тоа е голема фарса и лага. Ведете што се случува. Вели парите не се вратени од ДДВ на фирмите. Па нема пари, зато не се вратени. Второ, имаме ДДВ кој што нас како граѓани ни викаат скенирајте сметки додека тие се богатат со светлосна брзина, а се богатат не со работа,
Не се бизнисмени, зборувам се за функционерите, политичарите, а се разбира тука има и некои бизнисмени, со плачкање на народот, плачкање на народниот буџет. И ние како граѓани скенираме сметки од кои од ДДВ 18% може да добиеме наводно назад. Најповеќе што можеш во месецот да добиеш е 700 денари. Многу луѓе што зборувам, тие не може да ни 200 денари да добие, 300, за да добиеш месечно 700 денари, треба. Јас мислам дека е 2000 денари. Најмногу е 2000 денари, но многу ретко се стига до таа бројка. Не. 700 денари е месечно. Тоа значи за 3 месеци е 2100. Тоа е моје мислење. Да, не е ни битно. Тоа не е ни битно. Знаете што е најбитно? Најбитно е што? Ние како демократи сме против скенирање на сметки за да ни се поврати некој дел од ДДВ-то. Ние сме да се намали данокот од 18 на 6%. Доста веќе не наплачкаат. И не е само 18%. Минимална плата е 24.300 денари. Со таа плата можеш само да поминеш една недела. И после 3 недели оди гладува и снајдувај се и баре пари од пријатели, комши и пола пријатели ќе ги изгуби, се разбира, никој не сака да му бараш пари, не дека не сака да ти помогнат, дека и тие немаат и на краја на криштата 24.300 и со ова сега не лажа. Значи, ние мора тоа да се прекине, значи да нема повраток на ДДВ. И исто така за фирмите, што е тоа повраток на ДДВ. Не треба повраток, намали му ги даноците и придонесите и доволно е тоа. Така ќе ги стимулираш. А не ти ги отепваш со даноци фирмите, нас како граѓани не убиваш. 18%, па тоа е брука невидена. Човече, јас купив сега клима, кошта 50.000 денари, пример, и се рачунајте скоро 10.000 плаќам ДДВ. Глупости невиден. Господин Јорго, свесни сме дека администрацијата ни е превработена, да речеме, и председателката излезе и кажа дека 40% од администрацијата ништо не работи. Сега, кога еден председателка, ќе излезе и ќе го каже тоа во сопствената држава, што мислите вие? Еве, за прв пат имавме пример во владењето на СДСМ, кога СДСМ штрекуваше и протестираше сама против себе, иако тие беа на власт, тоа не баре нешто исто. Што треба да прават луѓе што се на власт? Дали само да велат ништо не се работи, а како да се почне да се работи? Дај малце да се насмееме на ова една пародија, како да кажам, на ова не знам ни веќе шо е, не е ни комедија. Ако они штрекуваат, ние што треба да правиме? Ние треба да плачиме, бидејќи животот стварно ни е катастрофа. Види, председателката е изгубена во свемир. За жал 530-40.000 гласови отидоа во ветер. Затоа што ние ставевме човек, а тоа го правиме веќе со децени, професор да биде. Ние некако народ, но еве политичарите стално и партиите криминални наметнуваат професори, доктори на науки и така натоми. Па тие се најголеми злосторници за ова држава. Па најповеќе тие доктори на науки уништија државата, се разбира со овие криминални политичари. Нас не ни треба за председател да биде некој професор, доктор на науки, како што е председателката изгубена во свемирот. Нас ни треба интелигентни, мојтни луѓе, патриоти, луѓе кои што ќе се борат за доброто на народот, а не да си молчат, па ова ќе го потпишам овој закон, бидејќи е донесен во собраниот повеќе претеници кои што се криминализирани, или нема да го потпишам. Значи, нас ни треба председател кој ќе застани цврсто и ќе се спротистави на сите неправилности, ќе се бори против криминалот, корупцијата во државата, ќе се бори против политичарите криминалци. Гледате што ни се случува, хаос во државата. Имаме ние председател, сега конкретниот случај е председателка кукла. Безгласна кукла. Сега да ти кажам за нея, се прави како наудрана да е. Што значи тоа наудрана? Па таа знае дека 35 години во Македонија се вработуваат во администрација партиски
Јас што ги викам како демократ криминални, партиски, политички вработувања. И сега 40% не работеле или гледале воопшто да не одат на работа. Значи, да ја прашам нашата председателка јавна, еве сега нека ми одговори. Па дај нека застани со паметни луѓе, па со нас, со мене, кој било демократи да имаме една дебата, ако не е председателка. Не само да седи горе на водно и да се шета по свето. И никаков допринос. Па да ја прашам незе, зар таа не знае дека 35 години овие луѓе се партиски вработени? Не знае дека преку 140-50 илјади вработени се извинувам, во јавната администрација имаме партиски? Па таму ретко кога човек кој што е способен, интелигентен, стручак си има вработено. Дали 1%, дали и толку ги има. Многу убаво знае, трајче, но знае што? Еве сега се прави и се поставува во позиција, како што кажа СДС, самата да се брани од таја креира ова ситуација, бидејќи таа, како професор порано на правен факултет, требаше да отвори устата и да зборува и да се буни. Ја затоа викам, академијата, кои се тие академици, да ги плаќаме само. Зошто не станат и да се борат за доброто на Македонија, за народот, да кажат јавно и гласно, вие луѓе не ја водите Македонија во прав правец. Напротив, ја уништувате. Секој се молчи за свој интерес, па сега ќе кажува, и како не е срам на председателката, се прави како на Тошо поточно, ајде речем, на удрено, дека 40% сега ја откри Америка. Глупости невидени. Срам да е. Спомнавте политички дебати, од секогаш било тоа така, пред избори да има политички дебати, например, еве сега ништо не се случува, вие нормално тоа сте против, како што кажавте, го искритикувавте тоа. Воедно мислам дека јас нормална демократија би требало дебати да има секој дневно, а не само за време на избори, за да народот, за да ние луѓето одлучиме, не се зафркнеме, така да кажам, народски, за да видиме кој колку вреди. Кажете ми, сакам да ме запрашам, гледаме дека пак се газат луѓе на улица. Например, добивање на возачка дозвола стана легална корупција, да кажам. На што се должи се ова? Сообраќајот не е катастрофа. Види, добивање на возачка дозвола е нешто што треба секој граѓанин, поготово младите, кои што немаат возачка дозвола, да ја имаат, бидејќи не можеме да имаме Македонија луѓе кои што пола нација или 20%, 30% да немаат возачки дозволи. Но за жал ова све е сведено на еден корумпиран систем. Систем каде што буквално се работи за пари. Еве, замислете, денес за возачка дозвола, ако сакате да полагате, ќе ве кошта 42.000 денари. И бидејќи повеќе од пола, ако не 80% паѓаат, па пак треба нешто да доплаќаат, ќе те кошта голема сума на пари. Повеќе до овие млади 18 годишни граѓани на Македонија немаат пари. Тие одат во училиште, на факултет да речем. Родителите ни повеќето се сиромашни, не може да си дозволат. Наместо ние да ги намалуваме цените, да биде некоја символична цена, ние креираме фирми, фантоми, кои што се разбира, формирани пред некој оглас, како што е случаја со Пелагонискиот регион, каде што Битола, Ресен и Прилеп заеднички имаат еден, поточно кажа, на една фирма која што ги има лиценца и ги спроведува овие полагања и е избран, се разбира, од МВР, поточно од владеачката партија, така да ние во Македонија не им овозможуваме на младите за многу мали пари да полагаат, туку ги казнуваме, му земам огромна сума на пари за да можат овие профитни што се фирми, што ќе добијат лиценцата, имаш, не знам, 9 мислам или колку реони, точно не сум сигурен за бројката во Македонија, кој што само еден оператор, поточно
една фирма ги извршува овие полагања. А зошто само една фирма? Зошто да нема конкуренција, да има 3-4, па ние да се избериме? И пак ќе кажам, државата треба да донесе закон да се намалат од 42.000, нека биде 5.000, чисто едно формално да полагаат, нас ни треба луѓе да возат во Македонија, а не да ги чуваш надвор. И за жал имаме собраќајки, затоа што ние пред се самите се дозволивме, ова трае со години, бидејќи МВР, полицијата треба да биде построга, се разбира, и не само да казнува, како што е казната, ако возиш толку, ќе ти ја земиме колата, независно колку кошта. Тоа е стварно еден тежок и глуп закон, бидејќи не може тебе некако колата ти вреди 20.000, а некој 2.000 да ви ги земат колите, и за тој 2.000 тоа е исто како да е 50.000, бидејќи толку пари има. Треба да се казнуваат, и превентивата е најважна, се разбира, не само да казнуваш. Значи треба да се истренират, обучат возачите, идните возачи, па и нас, ако треба и на 5 години, да имаме тестирање. Така. И еднаш некој курс од, пример, еден ден да се посети, ние како возач, да ти тамо малце трубат и да те кажат дека ако возиш пијан, ти си убиец. Бидејќи можеш луѓе да убиеш, да осакатиш, да направиш катастрофа. И тие што ги возиш во кола, и ти самио, и тие што ќе ги удриш. Спомнавте дека превисоки се цените на луѓето кои сакаат да полагат возачки испит. Ево јас во текот на вчерашниот ден сретнав еден младич кој ми вели другар ме покани да му бидам кум на свадба. Ја сето тоа убаво, ја сакам, но отидов да работам во Грција за да можам да го поднесам кумството. Дојдовме до таму, значи додиме да работиме во Грција за да можеме да бидеме кум во Македонија. Сакам да ве запрашам, во меѓувреме владата предлага некакви мерки за младите кои не се во брак да бидат оданочени. Но според јавноста ова е некоја тешка глупост. Што мислите вие околу сева ова? Па видите, продолжуваат глупостите нова влада и на Мицковски како премиер. Значи предлага да ги оданочиме немажените и неженетите. Тоа е фашистичка мерка, спроведувана во фашистички држави, бидејќи ти не можеш на младите да им кажеш кога тие ќе се женат или не. Јас имам 2 деца, се разбира. Никогаш како татко не сум рекол, вие мора да се жените мажите или ете сега гледате сте возрастни, ајде сега. Сега ќе бидат оданочени. Да. Значи тоа е, не смееме тоа да го правиме, тоа не да е глупа мерка, туку тоа е фашистичка мерка, бидејќи ние во Македонија знаеме само пари да бериме преку даноци. 18% данок. Да одите статистички да гледате по светот. Јас секојаш пример го кажувам, ти живе во Америка многу години, дека во една Аљаска даноко е 5%. Во Калифорнија пример 9%. И ретко во некоја држава да биде 12-13. Ние во ваква сиромашна држава на луѓето му земаме данок 18. И се уште данок ќе му ставиме на младите, и се разбира по возрастни луѓе. Па нека се пазат тука бабите, дедовците и луѓето кои што не се женети, и се разбира, независно од која возраст, или можда ќе постават граници, но еве вака малце да се нашаламе и да се насмееме. Значи сите ние кои што не сме женети и поточно што не сте женети, пазете се. Сега покрај тоа што кој ќе одите да полните бензин и ќе купувате фрижидери и клима и ќе ве лупнат со 18% данок, сега ќе плаќате данок. Се разбира, мерката е не да е глупава, мерката е, мислам, смешна и непромислена, а што очекувате од, еве да кажеме, од еден Мицко кој што нема 3 чисти во главата, затоа што има многу лошо минато. Тато го доведе да биде до доктор на науки. Тато го протмаа во ДПМН, Груевски го форсираше, стана директор на
електрани на Македонија, се пофале дека милиони од таму направил со тргување, се разбира, не спомнува фирма дека од македонски, туку имал наводно фирма и тргувал со стотици милиони евра и направил милиони, носи човек што носи сат од 50-60 илјади евра. Да знаете, тој човек не е човек. Ние во Македонија гладуваме, а вие сатови носите. Куќа 2014 купува за 420-30 илјади евра во Скопје. Од што? Од што? Од професорска плата. Човекот треба него на Мицковски, на сите како него, да му се испита потеклото. И не да му го испитува министер Панче, бидејќи тие се другари, нема да му ги испита. И не овој суд каде што пика негови судија цело време вриштеше како реформи ќе прави во судо, како судскиот совет и не знам кој таму и така натаму од некој од тие судски органи треба да се распуштат. Па сега почна своји луѓе да се става како суди, председатели на суди во Скопје и така натаму. Господине Мицко, жал ми е, но едно само ќе кажам. Кога си завршил кај татко ти, кога немаш основни познавања од живот, кога со врски и пријателство си станал председател на криминалната ДПМН, што ние од тебе ќе очекуваме? Какви мерки ќе носиш? Како не ти е срам, човече? Па уште и младите што не се мажени женети предлагаш да плаќаат даноци, малце ли плаќаме даноци, а ние ко демократи се бориме. Се разбира, никојаш ова мерка да се имплементира овој закон, а исто да се намала даноците, ДДВ да се намали од 18 на 6%. И дај да бидиме реални. Може има втори и трета работа, дополнителни приходи, па куќата што спомнате, 430.000 евра да се... Јас кажав дека имал, прво имаме видео пуштено, ние на Фейсбук. Тоа ми е следното прашање. Да. Прашајте ме, ајде да не ве прекинам. Вие сте многу активни на локално ниво околу тие видеа, ваши екипи одат, снимаат видеа до општините и така натака. Дали може би се подготвувате за локални избори? Види, ние се подготвуваме за локални избори, мораме да се подготвиме, бидејќи како партија демократи сакаме да настапиме. Единствена цел ние не е само да освоиме пратеници, советници и градоначалници. Цел ние да ги рушиме, турниме од власт до сегашните градоначалници, советници од овие криминални структури СДС, ДПМН, ДУИ, ВЛЕН, знам, и нивните коалициони полтронски привезоци. Зошто ова го кажувам? Па 35 години тие доаѓаат на власт. 35 години се секојаш на власт. Преку локална власт, преку градоначалници, советници или се разбира на централна власт и ја контролираат владата. Значи ние мораме овие луѓе да ги турниме, овие се зло за Македонија. Нивните градоначалници, советници, ние снимаме видео. Одиме, имавме случаи во Битолскиот регион, снимаме во други региони, во Битола снимавме основни училишта. Па толку руинирани овие 4-5 дена пуштам, имаме 3 видеа скоро пуштено да народо, граѓаните видат, па не да ти се плача, туку не знам што би кажал. Значи, како не му е срам овие градоначалници, како градоначалник на Битола, Коњановски и Советот, 31 се во Советот. Сите земаат плата секој месец. Да ги остават овие училишта толку руинирани и како не им е срам, имаат ли малце хуманост, човечност, емпатија во нив, да дозволат децата од селата додат во вакви руинирани училишта. Ова е понижување, ова е огромна неправда што ни се случува. И се разбира, ние продолжуваме и во други градови и работиме конкретно случај сега да составиме одлични листи со честни граѓани, професионалци во различни општини, ги има 81, тоа е голема бројка, и да се направи нешто каде што нашите кандидати, каде што ќе настапиме во општините за градоначалници и советници, ги тргнеме еднаш од власт овие лоши луѓе,
кој што ништо не ги интересира, само тендери да му помини тој период од 4 години, зборувам за градоначалниците и советниците, а кажав кои се тие, бидејќи ја контролира цела Македонија 35 години. Нема град во Македонија, нема село во Македонија, нема општина што не е уништена. Погледнете Скопје како главен град, што на кое дерече дојде. Маце околу центарот нешто ќе средат, некоја улица, некој булеварче и толку е. Се гуши Скопје во ѓубре, се гуши Скопје во загаденост. Температури невидени, имаме 42 степени, 45 и 50 ќе дојде. Се гушиме со отровен воздух. Скопје ни е број еден со Битола и други градови во светот по загаденост. А колку популација имаме, не ги окривувам сега само градоначалниците, тие се разбира највиновни со Советот. Бидејќи советниците, ако не му дават на градоначалникот да направи, ќе се случи тоа како приказната со Данела. Да спомнам, се бори самата против овие криминалци. Значи, градежната мафија. А кој се тие? Која креира градежната мафија? Нема градежна мафија. Не постои градежна мафија. Политичарите, функционерите ја креираа. Тоа е приказна за мали деца. Мафија има, политичка мафија. Па каква политичка мафија? Све се тоа недоквакани идиоти кои што еве некој гласаше за нив, дојда на власт за да ни уништуваат и градовите и селат и нас. И за да може да крадат, така и со градоначалниците и советниците. Значи, ќе снимаме понатаму, се припремаме, сакаме да ги кажеме што овие градоначалници и советници направија. Не само да се фалат со геризи, што викаме ние битолчени, турски збор за канализација, и ние ги викаме демократи, имаме во Македонија градоначалници за канализација. Страмота, брука невидена, 2-3 квалитетни директори на Комуналец, Нискоградбај и други фирми, паркови и така натаму може да не ги средат совршено градовите, но тоа не е работа на градоначалникот. Да се расправа со канализација, тротоарчина, работа на градоначалникот е да привлекува инвестиции, да се отвараат, значи фирми, фабрики, туризмо да се развива и да ги задржи младите во Македонија. Се замина и избега од тука. Господин Јорго, посебно што ме трогна, морам да ви признам, беше едно ваше видео кое го гледав од една млада господја која снимаше пред градинката каде што било сместено нејзиното дете, која велеше дека дури имала и закани за отказ од работа. По тоа видео, откако го снима, тоа видео беше за, ако не се лажам, кровот на градинката, каде што се впрочем и деца, нормално деца, а во таква небезбедна градинка кој ги оставиме нашите деца, па што сакаме понатака да одиме? Види, ние го снимиме тоа видео со господјата Лидија, затоа што имаше дете кој што одеше во градинката. Јас таа градинка пред 3-4 години имав снимено, како демократ, како граѓанин на Битола, жител. Таа градинка не само што спомнавте за крово, не имаме многу дискутирано, но таа градинка е небезбедно. Има таму кабли на 2-3 места каде што може децата да бидат да ги фати значи да добијат удар од електриката. Исто дупки, длапки, змиерник е дворо, не е косен, не е рамен. Играчките се искршени, децата надвор не одат, вецината не му се покриени, прозорите се оголени, може слободно секој манијак да помини, да ги снима, да гледа и да се живува на децата. Значи, таа градинка има огромни проблеми, фасадата е лом направена, просторот околу градинката е лом целиот, ѓубре, искршени клупи. Значи, тоа е една нешто што градоначалникот, еве таа е градинка во Битола, градоначалникот Коњановски со Советот, тоа покажува колку се тие способни, колку ги интересира стварно доброто на Битола, а поготово каде што да деца од
од 5-6 месеци до 6-7 години да предодат во основно училиште прво оделение. Значи, кога ти како градоначалник, не е битно Битола и друго место, не водиш грижа да имаш безбедни градинки, квалитетни градинки, не водиш како влада да во овие градинки, овие деца во градинките да имаат топол оброк, бесплатен треба да имаат топол оброк. Не зборуваме за приватни градинки, има некои родители што имаат доволно пари и во ред е да имаме и приватни градинки, бидејќи јас не сум против да имаме приватни градинки, не сум против приватни болници, ординации, училишта, факултети, нека си има, но се разбира ако ги задоволуваат условите и потребите и се квалитетни. Јас сум, бидејќи јас сум за капитализам, не сум за болшевизам и комунизам, бидејќи преку глава е со тој комунизмот, со болшевизмот, демек таму сите ќе бидеме исто, ние се бориме за работничката класа. А која е работничка класа? Па сите ние сме работничка класа. Нема врска дека јас имам економски факултет или ти немаш, дека ти си бравар, јас сум директор или доктор и така на. Сите сме работници, сите рмбаме, работиме. А приказната на некој си како е партија, како левица, кој што е тотално забегана и во некоја лажна идеологија живее, некоја и си болшевизам, комунизам, креираат црвена младина. Која е црвена младина? Која е црвена младина, бре, Димчеве, не знаеш кај тераш. И уште сакаш да добиеш власт. Како да е, тој не е ни битен, повеќе битно е што ние тоа видео го снимавме да покажеме не само за Битола, и во Битола и други градинки, најверојатно има такви, и за Македонија. Да пазат родителите каде ги пуштаат децата и да си се борат и да бараат и од градоначалникот, и од советот, и од директорката на градинките, дали е Скопје, Валамдово, Тетово, не е битно, Гостивар, Битола. Да барат за тие деца да има прекрасни идеални услови, а не да ги пуштаме децата уште на 2-3-5 години да во опасност и во таа градинка имаш исто и дупки и не знам што. Ако и пуштиш надвор децата, тоа е змиерник, затоа што имаше коприју по метро и нешто високи, треба дупки, длапки, ќе скршиш нозеве, човече. Значи, страшна работа и пораката беше тоа да се освестиме. И да освестиме, ова влада не може да се освести, ова влада мора да падне, да дојдат луѓе како демократи, инаку спасни нема. Ова што го велите е стварно значи страшна работа. Ова поготово во градинка вакви услови што не би биле добри во парк да бидат, а не во една градинка е нешто страшна работа. Ми сакам да ве запрашам, во повеќе ваши излагања и давате несебична поддршка на актуелната градоначалничка на Скопје Данела. Дали можеби ќе има некаква коалиција или некаква соработка? Видете, јас и давам како човек пред сеја и председател на демократи, поддршка на градоначалничката на град Скопје Данела Арсовска од една причина затоа што се бори против политичките криминалци, против градежната мафија, што ја викаме. Ова е символички, не постои градежна мафија, самите политичари се градежна мафија, како што се нашиот подпредседател, министерот за животна средина Меджети и градоначалникот Чаир, Ганију, мисламе му е презимето, и нивните, се разбира, соработници кои што легализираа преку 150 дивоградби, згради и земаат огромна сума на пари, бидејќи тие не се легализираат за 10, 20, 30 евра. Можете да замислите со каква на сума на пари се работи. Тука има исто интерес и владата, бидејќи нема ова влада и која да е влада да те остави ти да правиш пустош во Чаир или Дебар Мало го наказија исто, Битола, Ресен, Гостивар и други градови, Тетово. Значи, ние сегде имаме вакви тешки криминалци. И јас како демократ се борам против корупција, мито и се разбира против политичките криминалци, политичкиот криминал. И затоа ја поддржувам и ја поддржуваме. И секогаш кажувам
дека каква и да е помош да и треба, ние демократи све ќе направиме да заеднички се бориме против ова зло, што постои во Македонија, што ние бетонизира цела Македонија, што ни ги бетонизира градовите, ни ги уништи, се градат згради без паркинзи, без место каде да се фрла ѓубре, само некоја група на луѓе да се богати. Ова мора да се запре, затоа што овие градови веќе затоа и температурата се дига на 40 степени во лето, и во зима ќе се спушта ниско, затоа што ќе има огромно и има веќе загадување, водиме во свето по загадување нашите градови, Скопје, Битола, и од друга страна, дали ќе имаме ние некоја соработка, коалиција, секогаш ние сакаме да имаме соработка, коалиција со секој и со Данела, за овие локални избори, за парламентарни, се разбира све можно и ние секогаш сакаме, ако луѓето се честни, поштени и се храбри, интелигентни и се борат против злото кој што владае 35 години, против митото и корупцијата, и јас што велам, овие политички, злосторнички, криминални банди, секогаш ќе соработуваме. Така, господин Јорго, сега би сакал да ве запрашам едно клучно прашање. Нешто што до сега можеби не сум ве запрашал, нормално дека се со цел ги интересира нашите гледачи. Зошто луѓето, зошто граѓаните би го дале својот глас за политичката партија Демократи, а не за постоечките партии? Па да ви одговорам зошто зошто да не го даваат гласот за постоечките партии. 35 години владеат на локално и централно и секогаш се на власт. Не е ова сега од овие партии ова владее, значи тие си се менуваат, соработуваат. И што е најважно, 35 години ја плачкаат, уништуваат, разнебитуваат Македонија и нас народо. Како да им се даде доверба и зошто да се гласа? Кога пола од младите заминаја, бегаат од тука, не заминуваат, протерани се од овие политички структури кои што владеат со децении, ја уништија економијата, образованието, здравството, инфраструктурата, животната средина, ги уништија болниците, ни ги претворија во мртовечници. Да не зборувам во образованието каков криминал постоje, нивните, наводно сега што се или порано што се функционери, ги накитија со дипломи купени или преку партиски притисок со преку одредени приватни факултети, а можда и во државни, бидејќи имаат мојки влијанија, ги заплашуваат и професори, и декани, све живо и диво во Македонија. Зар за овие луѓе треба да се гласа? Па овие луѓе се джелати на Македонија и македонскиот народ, на македонските граѓани, на албанци, власи, турци, роми, бошјаци и сите други кои живеат македонски граѓани. И сега ако одиш стварно да гласаш, ќе си помислат овие се ретардирани. Значи да гласаш за некој што ти уништува фамилијата, семејството, да гласаш за некој што ти ги избркал децата во странство, да гласаш за некој кој што не ти мисли воопшто добро, се богати на твоја сметка, па сигурно си ретардиран. Слободно можам да кажам. Некој што те тепа, некој што те малтретира, некој што те мрази, не ти мисли добро и ти го уништува домот. Па гледате што ни се случува во Македонија, бре човече. Цените растат астрономски. Станојте, погледнете. Кој од млади луѓе или и ние возрастни ќе купиме станој кога во Скопје се продаваат од 2200-300 до 3.500-4.000-5.000 евра квадрат? Пак мисли ли ова влада како да ги контролира цените? Мисли ли ова влада дека треба
да имаме ние една јавна државна фирма да почни да гради станови не само за сиромасите, не само за социјални случаи, туку да гради и за нас, што сме и средна класа и што работиме. Имаш лекари, инженери, доктори, суди и не знам што правници, кои што не се криминалци и кои што не крадат пари, живеат од плата, не можат стан да купат. Па кај ќе купиш стан, бе, трајче, кога од 100 квадрат еден стан е 250.000 плюс данок? Тешка работа. Ама како ќе купиш? Кажи, кој има во Македонија? Во готово 250.000. Или треба да си криминалец, или треба цел живот да штедиш. Може имамо, јас не ги познавам. Тоа е зошто да не се гласа за овие, затоа што све што допреле и во нивното владење од 35 години све уништиле. И не разнибитуваат. И се појавуваат, се разбира, одредена група на луѓе како големи македонски патриоти, албански патриоти, зборувам за политичарите, бошначки патриоти, турски, влашки, ромски, тие ги бранат. Се патриот. Ги бранат своите браќа, демек ние као еве сме, таа партија се бориме за нашите, кои нашите? Во Македонија има само едни наши, тоа се граѓаните на Македонија. Тоа е народот на Македонија. Сите сме ние наши. И затоа секогаш ги повикувам да ни се придружат во фронтот за спас на Македонија, за заеднички да се бориме против ова зло, да го исчистиме. А зошто да гласат за демократи? Затоа што ние никогаш не сме се бавеле со политика порано, не сме биле на функции и никогаш не сме краделе, лажеле, пустошеле. Све што имаме стекнато честно со работа. Го имаме заработено, сме професионалци во своите дејности. Независно дали сме бравари, дали сме столари, дали сме не знам, електричари или сме доктори, правници и така натаму и така, мислам, доктори овие што работат во здравствени домови. Ние сме честни професионалци со големо работно и животно искуство. Сакаме да креираме функционална правна држава. За да можеме да креираме функционална правна држава, се бориме секојдневно против корупцијата и криминалот, се бориме против политичкиот криминал, против политичките криминални банди, функционери, се бориме да промениме многу закони, меѓу кои потекло на имото, конфискување на све што е украдено, промена на криминалниот изборен закон, не да го намалиш како што го намалија пред години и пол од 10 на 3 години. Ние сакаме кривичниот закон да биде од 10 до доживотно, а и се разбира, сакаме и да постои смртна казна, но кажав на претходниот подкаст дека еве као наводно да бидеме хумани, Европа притиска да нема смртни казни, али како во Америка и други држави има смртни казни, еве да погледнеме во други држави, главата ќе ти ја скинат за вакве злодела према што се за злосторство што се врши према својата држава и народ, а ние ќе изигруваме овде као некој хумани, а не отепави од крадење и пола од народ изумре по болниците бидејќи ни претворија во мртовечници, затоа што парите на место да се вложуваат по болници, фирми, фабрики и образование и се разбира инфраструктура, прочистување на животната средина, да градиме паркови, туризам и не знам што, се ставени во джеп на 1000 души во Македонија, кој поќе, кој помалце, милиарди и се имат украдено. Затоа треба да гласат за демократи. Ако сакаат еднаш за секојаш да одиме напред. Се додека се гласа за ова зло, се додека се гласа за овие градоначалници кои што се на власт или ќе ги кандидира за да бидат на локалните избори, нивните советнички листи, таму нема да најдат честни, квалитетни луѓе. Таму ќе најдат луѓе кои што ќе работат во интерес на нивните партии и за своје лично добро. Демократи ќе работат пред се за народот, сме формирани од народот и секогаш се бориме за доброто на народот и на Македонија. Да формираме и да креираме, како што реков, правна и функционална држава за доброто на сите граѓани. После овој ваш одговор, граѓаните, народот би требало да се размислат и да се запрашаат
на кого ќе го дадат својот глас во иднина. Ви сакам да ве запрашам вака сега, едно прашање да ви прочитам од нашите гледачи, заради тоа што знаете дека секој наш подкаст има по некој прашање од нашите гледачи, а тоа е следно. Зошто вака сега? Дали една за секогаш можеме да се решиме од постојните градоначалници и советници? Еве, на пример, градоначалникот на Центар Герасимовски има прилив од 6 милиони евра комунали од зградите кај Холидин и кај Треска. Но тој на граѓаните им ветува косење на трева и клупички. Каде одат овие огромни пари? Во џеповите нивни, во џеповите на градоначалниците, на советниците, во џеповите на нивните партии, затоа што на место да градат што е најпотребно за градот, за центар, еве за општината, тие ќе се фалат со тротоарчина, некои мали парчи на 5 метра на 10 метра, како што веќе се градат негде, и со косење на трева. Па така ли ќе одиме напред? Јас сепак кажав, значи центар како центар. Центар е еден од неплански изграден град или општина. Зошто? Еве ќе кажеме, во центар спаѓа дебар мало. Јас живеам во близина. Знаете како е таму? Зграда денес се гради или пред пола година го ги прашувам мајсторите, кај ви се гаражите, значи викат нема гаражи. Кај ви се, викам како нема? Па ова дозвола добиено од порано. Значи, како можеш ти од куќи, од една куќа, две да изградиш зграда кај што има 20, 30, 50 станови? И таму ние како жители на центар, Карпош и така натаму, се тепаме. Буквално се тепаме со комшите и не се сакаме да се видиме, ти ми паркира тука пред вратата, не пред вратата, ама јас тука паркирам. И сега има таму, еве сега Карпош да речеме еден, се ставени табли да мораш да си плаќаш одредена сума и жителите што се треба да имаат се разбира и дозвола. И ние се расправаме, се тепаме, затоа што тој тие на место 6 милиони да ги вложи во попотребни проекти како што се пример граденки и други што се потребни инфраструктурни проекти, а и се разбира, значи да размислува. Секој град, секоја поточна општина треба да размислува како да ја креира вработување не во јавната администрација. Значи, дали тоа ќе биде преку грантови да стимулира паметни млади луѓе, возрастни луѓе кои што ќе отвараат фирми, дали ќе отвараат фирми во некое си партнерство со некои бизнисмени, не криминалци, се разбира, кои што ги заработиле парите паметно. Не можеш ти општината Битола да оставиш да не се градат повеќе ништо, значи, кога викам ништо, тоа значи да не се града електрани, пример. Не како што е рек Битола да не труе со на јаглен, туку модерни електрани на обновлива енергија, па и дури и атомска енергија, не ние да градиме тоа кој што многу пари, туку заедно со државата да се избориш, или во која и било друга општина. И така ти да креираш вработување, да не ти заминуваат младите. Кај нас само се вработува партиски, се партизира општините, институциите, јавните фирми и се креираат гласачи. И ние како народ од нашиот буџет ги финансираме 24 ги финансираме 4 години додека се овие на власт, за да тие можат да трчат, да лепат плакати, додат по состаноци, да ги користат службените возила, ручеци и така натаму. И тука се троши милиарди евра за нивните гласачи, полтрони, кои што утре пак ќе ги донесат овие на власт, ако ние како народ не се освестиме. Така да, тоа трајче, или ќе се поврзи со некоја фирма, ајде ти одржувај ги светлата, ти одржувај ги парковите, ти не знам што, и ќе ти даеме толку, милион, пола милион, 2, и во некои општини дури се трошат 2-3 милиони за одржување, како што спомнав, или за сервис од одредени фирми, и од тука влечат голема провизија, поточно ги делат тие проценти со газдите на фирмите. Кој е вашето мислење за расколот во моментов во СДСМ на линија
Струмица, градоначалникот Костадинов со сегашниот претседател Филипче. Еве, например, јас бев во текот на вчерашниот ден во Струмица и од прва рака со еден личен пријател, истото го запрашав и ми беше одговорено дека од прва рака ти кажувам дека не ги слуша партиските директиви, функционира самостојно и човекот се обидува да направи, ми вели, нешто во градот, заради тоа што е конкретен пример, ми вика, еден мој пријател го казнија за паркинг, му се јавија на градоначалникот за да тоа биде поништено, он отиде лично, не му кажа ништо, ја плати казната, сака да спроведе ред во градот. Кој е вашето мислење околу се ова? Па видите, јас немам никакво мислење за ова, затоа што тоа не мене за сега и не размислувам. Имам мислење за СДС дека е тешка криминална партија и мене ова стварно не ме интересира како што се расправа тие. Све што е со СДС поврзано за мене не вреди. Ако тој градоначалник вреди, како што кажуваш нешто, еве сака ово, она, ќе си дојди во демократи, а не да седи таму, па сега слушам приказни ќе ја реформирал, ни ќе ја реформира ништо. Тоа е таму собрано багра на криминалци, ќе ја реформираш, колку ќе ја реформираш ДУИ, СДС, ВЛН и овие другите партии, знам толку ќе ја реформираш ти СДС. Значи вака, тоа стварно не ме интересира, нека се расправат што сака тие. Тоа се троши време, гледам порталите, гледам телевизиите, поточно медиумите, овие 2-3 дена, приказната ја вртат цело време. Не треба за ова да зборуваме. Ние треба да зборуваме за важни проблеми што ги имаме во државата, треба да зборуваме за економијата, што да направиме, како да се подроби животниот стандард, како да ги задржиме младите. За Костадинов ќе зборуваме или ќе зборуваме за СДС. Заборај Трајче Занев, тие не вредат да се дискутира, тоа е мојот одговор. Сакате да ми кажете дека тоа е внатрешно прашање нивно во СДСМ, ако ве сватив, но многу пати сте говореле за Мицкоски, а кој е вашето мислење за Филипче како СДСМ за нивниот резултат на локалните избори, например, кој би го направиле СДСМ? Дали имат некакви шанси? Види, за Филипче немам добро мислење, бидејќи тој беше одговорен како министер за здравство, каде што 14 пациенти живи изгоре во модуларната болница во Тетово. Тој е одговорен за тоа заедно со неговиот пријател, министер тогашен и што има фирми низ Македонија што се обогати на сметка на сите нас ко Чуангјушев. Тамо проектира града, ја не ги знам идеално сите податоци, но знам дека треба Филипче да одговара. Никогаш не одговара за тоа. И Заевко премиер тоа време. Бидејќи кога си влада ти да градиш модуларна болница со материјали каде што ќе се запалат за 2 минути, пола минута ќе изгорат, ти си одговорен. Ти не можеш да ги заборавиш тие 14 луѓе што изгореа нивните семејства. Ние во Македонија имаме слаба меморија. Памтиме тоа што сакаме, намерно забораваме све. И не бе само тие работи на Филипче. И други работи, еве се зборуваше дека заедно со овие веледрогери, кога ковид беше, се разбира набавување и тука има за да се испита. Кога ние ќе дојдеме да ја менеджираме ко демократи државата, све ќе испитаме. Од 91. Како е направена приватизацијата и све ќе се одземе каде е што е направено неправилно, поточно криминална приватизација, независно дали поминале 35 години, 34, дали тие луѓе умреле сега, моје тоа богатство префрлено на деца, на внуци, на зетови и керки, то нас не ни интересира. Од тогаш ќе почнеме приватизација, потекло на имот, поготово на функционерите, а се разбира и на тешки криминалци и бизнисмени, па нека знаат сите, нека знае народот за кој утре ќе гласа. А ова што зборуваш дали ќе добијат или нема да добијат, и тоа пак не ме интересира, ни размислувам за нив. Тие за мене се мртва партија. Зошто се мртва партија? Затоа што се криминална, 35 години унаказија, уништија Македонија. И македонскиот народ заедно со сите народи и народности во Македонија. Значи, граѓаните на Македонија 35 години патат
од СДС, ДПМН, ДУИ, сега ново формираните ВЛН, знам кои што тие не се нови, тие се тешки паразити, поточно припадници на СДС и ДУИ. Добро, еве би сакал тогаш да поразговараме за вашата политичка партија Демократи околу локалните избори. Вие сте председател на политичка партија Демократи. Дали можеби е подготвена некаква програма за локалните избори за подобар живот на граѓаните? Ние имаме подготвено одлична програма. Програма што е остварлива, програма што не е пополнета, исполнета, пишувана од луѓе кои што сакаат да прикажат нешто супер, а нема никош да се спроведи, бидејќи програмите во овие 35 години како независна држава на сите овие партии, што јас не сакам да ги викам партии, веќе не се партии, се злосторнички издруженија, прераснаа во злосторнички во последните 10-15 години, тие се програми кои што, кој ќе ги читаш, ќе кажеш, јас за овие ќе гласам, така? Ама уствари од тоа дали не има и 5% остварено. Затоа што нив не ги интересира доброто на државата, на општините и на Македонија, на народ. Нас не интересира. Таа програма што ја имаме сега, ќе ја доставиме јавно за јавност. И сакаме да биде остварлива во сите општини каде што граѓаните ќе нагласат, ќе имаме своји представници, градоначалници и советници. И програмата е многу едноставна, лесна за читање, ги поканувам сите граѓани на Македонија да ја прочитат. Затоа што ние мора да менуваме све од корен, а промената настанува на избори, со пенкало во раце, промената настанува која ќе ги турниме овие злосторници кои што владеат 35 години, не лажат, партал не направија. И живото ни го уништија. Сите патиме, независно дали имаш малце поќе пари или немаш. Што за вас како демократи и вас лично е потребно да се направи за Република Македонија? Еве, зборувам доаѓаат локални избори, кој е вашето мислење што е најпотребно да се направи за да тргнат некако работите подобро? Најпотребно број 1 не треба да се спречи масовното протерување, поточно иселување на младите и на повозрастни граѓани на Македонија. И велам стручни кадри. Под стручни кадри подразбирам секого. Работници кои што, ќе кажам, бравари, механичари, лекари, инженери и така натаму, научници, иноватори, да се спречи. А како тоа ќе се спречи? Ако го промениме овој трул, криминален, корумпиран систем. А за да го промениш овој систем, треба да ги тргнеме, рушиме, турниме од власт овие луѓе кои што досега владеат 35 години. Поточно кажано, во што повеќе општини каде што ќе настапиме демократи, да добијат гласови, за да можеме ние еднаш за секојаш да го почнеме процесот на промени. Без тоа, ако пак останат овие луѓе на власт, ако ни останат истите градоначалници кои што се досега и нивните нови кандидати, ние ќе си пропаѓаме и еден ден самите ќе се уништиме. Не ни треба трета светска војна, не ни требаат нуклеарни бомби, ние самите ќе си бидеме најголеми джелати непријатели како граѓани, како народ на Македонија. И не ни требаат нас лажни македонски патриоти, политичари, да цело време Македонија горда, одустанеа вадата, секојаш велам, а ја отепаја од уништување, крадење, пустошење за своји лични интереси, на богатење и за да можат да живеат раскошен, расипнички живот. Без промени, нема напред додиме. Ова ќе остани запишано што кажувам, а и други луѓе го имаат кажано во историјата. И како така, нека запамтат гласачите, кои ќе одат во октомври да гласаат за квалитет, за честност, професионалност и за луѓе кои што имаат
прекрасна биографија, минато, искуство работно, животно, што можат да креираат функционална правна држава и да ја спасат Македонија и народот од ова зло што владе 35 години. Но што, например, според вас е нешто што е најопасно за оваа наша држава, што ја уништува од корен, например, развојот на нашата држава, што го уназадува, што не кочи вака? Најопасно е што постои криминални политички вработувања. Така. Партиски. Од тоа нема ништо поопасно. Вработуваш 200.000 граѓани во јавната администрација, ги окупираш јавните институции, почнувајќи од владата, да завршувајќи до некоја фирма, пример во некоја помала општина, каде што е комунална или да речеме водовод. Тука ти се инфилтриране овие полтрони партиски, кои што све прават, не работат, не одат на работа, некои се разбили, не одат и плата земат и така натаму, ништо не допринесува. Тоа ева имам примери, бидејќи и почесто сум и во Битола, во рек Битола, таму викаат одредена група на луѓе, мангупи, ганстери, како да и кажам, кабада и ние битолчани што викаме фраеришта, ајбе, јас тука не сум дојден да работам, оди таму ќе лежам, јас сум од партијата на ДПМН или СДС и така натаму. Тоа е најопасно кога се вработуваат луѓе и дури почна да ги притискаат и приватните фирми, газдите на фирми, да мора да вработат наводно нивните партии, тоа е најопасно. Но, тоа е последица, затоа нашите млади бегаат од тука, бидејќи тука не се вработуваме ние, се разбира, према квалитет и стручност, се вработуваме по партиски, така. Сега, исто поврзано што е ова најопасно, некојаш не можеш да ги делиш, е заминување, бегање, протерување на младите. Кажи ми ти мене, Трајче, дали во свето постои држава и може да обстани, затоа реков сами ќе се уништиме, ако ни заминат младите? Не. Не, нема да постои. Македонија како така самата ќе се распадне. Но ние како демократи, како граѓани, и сите свесни граѓани на Македонија, ќе се бориме тоа да не се случи. А ќе се случи ако продолжат одредена група на граѓани да седат дома, да ни излегуваат да гласат, да кукат цело време дека ништо не може да се промене, дека да кукаат цело време на никој не му веруваат, сите се исти, не сме ние сите исти. Јас не сум и со тебе, не сум и... Сите прсти не си исти. Ма не само, да, сите прсти, само замислете. Не сме ние криминалци како овие, не сме сите кои што се занимаваме со политика. Јас велам, јас не сум политичар, никогаш нема да бидам политичар. Затоа што не сум јас политичар. Но, бидејќи сум принуден да се занимавам со политика, да ја спасиме Македонија со луѓе ко тебе и други граѓани, што ги има свесни и храбри, интелигентни, и мора тоа да го направиме, јас се занимавам со политика. Новие години кажав и пак ќе кажам, и секогаш кажувам, милиарди да ми даваш, нема да бидам политичар и да се занимавам со политика, ако нашата држава беше Швајцарија, Норвешка, Данска. Дајте бре луѓе Америка и други напредни Австралија држави. Дајте примери кај што има држава, а не диктатура. И затоа ние, ова што го зборуваме, тоа е најголема опасност, што ќе ни заминат младите, и по возрастни луѓе, и по 40 и по 50 години заминуваат. Одат не е бито каде во држави, да работат, да живеат подобар живот. И повеќето од нив нема никогаш да се вратат. Ви благодарам за вашето мислење за мене. Ви сакам да ве запрашам околу Европска Унија. Тоа ни е секогаш болна тема веќе 20-30 години, Европска Унија и ништо не се менува. Во моментов на големо се зборува во Бугарија и во Европска Унија за барањата кои Македонија треба да ги исполни за да влезе, за да напредува кон прашањето за Европска Унија. Кој е вашето мислење за да го убрзаме процесот за да влеземе во таа Европска Унија? За да влеземе во Европска Унија и за да не ценат државите од Европска Унија, повеќето од нив, прво треба ние да имаме цврст став. Не став како што има Мицковски и владеачката партија заедно со
другите нивни коалиционни партнери, поточно кажу најде владата, ние ќе ги ставиме бугарите во уставо, ама со одложено дејство. Демек наводно одложено дејство за граѓани кои што не знаат, да знаат дека од кој ќе не примат, тогаш тоа ќе важи и од тогаш бугарите ќе бидат во уставот. А ние секојаш предлагаме секојаш велам, многу едноставна приказна. Европа и секојаш и кажуваме на Европската Унија дека тие имаат огромен проблем, тоа тие си го знаат, во парламентот повеќе години се дискутира, има доста парламентарци во Европската Унија кои што дискутира да се промени тој закон, да не постои закон каде што ќе постои 100%, поточно консензус од 27 држави. Ако една држава не гласа за некој закон, не може да помине. И со тоа една држава ги кочи. Конкретно случај се зборуваше за Украина да влезе во Европската Унија или во НАТО и Орбан стопира, не може. Сега, не е само за проширување за Македонија или Украина или друга држава, како што е и Србија, и тука е и се разбира Босна и други држави, туку се работи за нив и економски закони што носат и какви идас. И се борат за да се промени, за да биде утре, дали ќе биде 60% или 70% од пратениците, ако гласа да може да запомни тој закон, а и се однесува на законот за проширување на Европа. Ние најдобро е да им кажеме нив со овие зборови. Вие си имате проблем, решете си го. Ние, Бугарија, ние како држава зборувам, бугарскиот народ е добар народ, немам против ништо, немам против ниеден народ, јас како се македонец и се разбира, и демократ, и граѓани на Македонија, да кажам дека се лоши, бидејќи се добри, но имам против политичарите бугарски, против бугарската држава, кој што нас не кочи за да влеземе во Европска Унија, измислувајќи 300 приказни. Утре, други ден, ќе ги ставиш малцинството бугари во уставот, па ќе ти кажа сега, знаете што, заменувајте историја, па не ви ја признаваме вашата историја, па не ви признаваме вашиот македонски јазик, признајте дека сте го презедовте од бугарите, па не знам што и што. Значи, тоа не смееме да си го дозволиме и не смееме повеќе. Таа комисија историска треба итно да се распушти, итно буквално, бидејќи владеачката партија ДПМН кукаше, вриштеше, викаше дека не била како што треба комисијата, па се формира нова комисија за да го празни буџетот и да земаат тие наводно професори, јас што ги викам, тие види, а можда да се професори, нека си се вратат да предаваат на факултет, ама не онде да застанат со самото застанување, да бидат членови на таа историска комисија со Бугарија, тие испаѓаат како да се предавници на македонскиот народ и македонската држава. Како можеш да преговараш? Како можеш да преговараш и да се докажуваш дали сме ние македонци, дали имаме македонска историја, јазик, не сме вештачка творевина, не знам на кој, па ние постоеме од памтивек. Само што не можевме да имаме своја држава, бидејќи сме заокружени со доста непријатели. И ти онде ми покажуваш, јас сум професор, и се докажуваш и ме покажуваш на бугарите, на комисијата и на бугарските политичари, дека сме ние македонци страмота, за тоа не треба ни да се дискутира. И тоа прашање треба биде затворено. На Европската Унија се кажува, дечки, вие имате проблем, променете си го законот, кој ќе го промените дали сега, дали после 5-10 години, ние влегуваме автоматски во Европската Унија, што ние како демократи, јас поддржувам влезо во Европската Унија, бидејќи припаѓам овде и географски, но Европската Унија е нешто гигант, има преку 600 милиони жители, економски е мојкна, кај да одиме на месечина, или да одиме во Азија, Африка, Јужна Америка, Австралија, како што некои од овие забегани политичари, лудаци промовираат.
Имаше политички партии за едни избори кои правија програма токму за туризам за одење на Марс од Македонија тука, но добро, затоа потоа малку да се нашалиме. Сакам да ве запрашам, ако се веќе задолжува државата, ако се земат кредити, например, 6 милиарди евра, се во прашање. Како вие би ги потрошиле тие пари? Зашто тие треба да се потрошат? А знаеме дека тие пари треба да ги враќаат нашите внуци, правнуци, деца и така натаму. Па види, ако се разбираш малце, не треба многу од економија, ако имаш прочитано некоја книга, ако го пратиш светот, ќе сватиш дека најразвиените држави во светот се држави кои што произведуваат. Има два производи. Едниот е материјален, во производство на храна, лекови, медицинска опрема, коли, авиони, хемикали и све друго што користиме, и другиот е научен, научници и новатори. Значи, научни достигања, кои достигања можеш ти да ги продаваш како лиценца на светот, ако ние измислиме најквалитетен точак во светот или најквалитетна батерија за, да речеме, што се користи не само за коли, за авиони, бродови, возови и све друго, ќе ни ја купуваат цел свет. Замислете, имаме најквалитетна, не одам понатаму, или медицинска опрема, или лек. Нашите научници во алколоид, каде било, измислуваат иноватори, зборувам, најдобар лек кој што лечи рак на простатата кај мажите. Знаете колку милиарди долари ќе влегуваат во Македонија? Знаете дека ќе изградиме 1-2 фабрики низ Македонија кај што ќе вработиме 30-50 илјади луѓе со високи плати? Значи, таму ќе ги вложуваме нашите пари. Ќе ги вложуваме парите во наука и иновации. Јас кажав порано, потенцирам секогаш ќе кажувам. 100 милиони евра, ние во програмата имаме, да се секоја година инвестира, да се изгради една зграда, да биде символички, jer таму треба да присуствуваат овие научници иноватори, каде ќе се вика Академија на науките и уметностите и на иновациите, а не она академија што имаме, Ману што ја викаш, каде што повеќето, жал ми е за тие што вредат нешто, академици, повеќето од академици се кандидирани или креирани од политички структури да стане академик, немаат ништо допринесено во Македонија. Зборувам за состојбата политичка, за економска, во образованието, да се борат како јас што се борам или други граѓани и демократи на Македонија, да излезе, јас да бев, замислете, академик. Па јас душе ќе му изваев нови политичани. Сите аномали ќе кажував и нормално предлози ќе давав. Што да се направи ова држава да одиме напред? Парите ќе ги инвестираме, како што кажав, за научници и иноватори. Имаме прекрасни млади луѓе и возрастни, наместо да ни бегаат во странство, ќе работат за државата Македонија, за народот, ќе бидат платени доста добро, така да што немаат никаква иницијатива или желба да заминат од државата, и ќе ги направиш прави патриоти да ја сакат ова држава да останат, бидејќи државата води рачун, ги финансира, и тука во таа академија, поточно во таа зграда ќе бидат научници, иноватори, хемија, математика, од се и се што, за да може нешто, конкретно случај кој што реков за батериите, да имаме група кој што ќе работи, да измисли, да креира батерија што ќе ги победиме и другите држави, за да ни се купува, и да не зборувам за други производи, и одиме и мора да градиме, да инвестираме во земјоделството. Ние мора да градиме мини фабрики, тие не се скапи многу, верувај ми, да се градат, да имаме ПЧС, за да може да се преработува се, ништо да не се фрла. Мора да водиме грижа за земјоделците. Значи, тука парите ќе инвестираме парите во здравството, во образованието.
и во други фабрики, конкретно случај, ние мора да станеме независни, да произведуваме наша ефтина електрична енергија. Пак ќе кажам, ние денес имаме во светот неверојатна технологија за производство на електрична енергија од обновливи извори, од вода, ветер, сонце. Сонцето е бесплатно, ветерот ни е бесплатен, Не сме Норвешка. водата ни е бесплатна, ако веќе ја имаме, ако ја немаме, ја немаме. И на крај завршуваме со други технологии што постојат, што не загадуваат. Наместо да се фрла ѓубрето, може да го преработуваме да се гори тоа што се гори во електрична енергија и се разбира веќе има во Енглеска Rolls-Royce компанијата, Mitsubishi во Јапонија, во Америка компании и други држави, каде што произведуваат реактори на нуклеарна енергија, мали не експлодираат, не прават мелтдаун, не може да ја здраче околината, и во такви проекти мора да се инвестира. Еве еден пример за РЕК Битола. Ке инвестира 150-200 милиони, сега за сега префрлија на плин, затоа што плинот 4 пати помалку загадува него јаглено лигнито. И ние во Битола да се трујаме. Но, за брзо треба да мислиш, тоа да се префрли, да не ги спуштиш работниците од РЕК Битола, да останат на улица, уште тоа ни треба во Битола, да си работат, али нека биде на плин, нека си има и филтери ако е плин, и после тоа да оди, дали после таму на тоа место или друго место во Македонија, кај што е погодно, има експерти, ќе градиме разновидни електроцентрали. Така, за разлика од Норвешка, која има 6 месеци мрак, ние имаме сонце 365 дена и многу природни погодби во однос на тоа поле, можеме нормално да го направиме тоа. Би сакал да ве запрашам, што е она што најповеќе ви смета кај македонските политичари кои владеат 35 години со нашата држава? Најповеќе ми смета што повеќето од нив се криминалци. Тие не се политичари. Имаат добар нюх за пари, без работа како да направат. Гените, некој што краде многу, тој е роден така ветрич. Тука нема лек. Абе, нема лек. Еве, зборувам со некои криминалци, некојаш не ги знам, ама вика, абе, знаеш што? Абе, ти си супер човек, абе, терај го со политиката, нам поможем народ. Ние не можеме, тоа ни е во гените, дали коли крада, дали не знам други работи прават, не е битно, значи некој тип на криминал. Така ви велат. Така ми вела, затоа што дури толку сакаат тоа да ми го кажат, да ме охрабра, да продолжам со ова, а од друга страна се сметат како близки со мене, кој да се познаваме, ние не се познаваме, веројатно гледаат ева вака по социјалните мрежи или зборуваат некој, видиш опра демократи или Јорго или види, не е битно. Значи, ова го кажувам народски за народот да свати дека со политика 99% се занимаваат криминогени структури. Природата му е таква. Човек што завршил основно, средно, факултет, магистратура, докторски науки, што се вработува со помош на татко, брат, партија, тој човек, шо мислиш, све сака лесно. Кој ќе дојде на власт, си вика, леле, колку пари, буџетот ни е пример 6 милиарди. Знаете колку пари се тоа? Тоа се огромна сима на пари. Знаете дека ние околу милиарда и нешто трошиме само да му ги финансираме нивните гласачи и се разбира функционерите. Знаеш дека функционерите си ги зголемуваат платите секоја година, а нема за пензионерите или ги лажат со 1000, 2000, 3000 изголемување на ова скапотија. А да не зборувам, не сака да ги покачат платите на минималните плати 24.300, никој не може да живе, и велим министерката и се разбира по финанси и премиеро вели, ба ние ако ми ги покачиме минималните плати ќе се зголеми инфлацијата. Значи, лупетање глупости не знам што зборува, затоа што знае што немаат основни познавања и повеќето од нив
еве како Мицковски премиер, кој што за жал лупета глупости секој ден, излегува и вели за пожарите, ова не можам ни да Сега верувам. сака за тоа да ве започнам. Слободно, запрошајте ме. Значи, проблема е тоа. Значи, проблема е што ние на власт ни доаѓаат нон-стоп криминогени структури, болни психопати, кои што немаат емпатија, немаат хуманост, немаат ништо, само гледат да се збогатат. Зато кажав, премиер, што може да купи куќа во 2014 за 400 и нешто илјади евра, што и купува сатови, има два, ако не и поќе толку пријаве, по 40, 50, 60 илјади, што купува мајчка за 900 илјада, 1500, јакничка 2000 и така натаму евра, тој го рачунате хуман и тој ќе ја води Македонија, па тој само гледа пари, бе. Тие негови задоволства треба да ги Мицковски задоволи, треба пари да има. Пожарите ги спомнавме, би сакал да ве запрашам, еве премиерот повика да се има што повеќе добиток, значи кози, овци, крави. Јас му поверував, набавив коза, се со цел да ги спасиме нашите планини. Што мислите вие, дали држи вода оваа работа на повеќе добиток за да се пасе, за да нема толку, за да нема висока трева, за да се спасат нашите планини? Трајче. Ме насмее. Додека зборуваше се пазев да не се смеам гласно. Ама добро. Не чувам, поголема глупост не сум слушнал. Треба да си ретардиран тоа да го изјавиш. Сега ќе ти кажеме на работа. Козите, овците, го слушнав тоа видео, го направивме, го пуштивме. А има и срни, нормално и тие пасат трева. И зајци не мора. И зајци не мора да се, овци и крави, порано имало стотици илјади, сега ги нема, тревата расти и затоа се пали по шумите. Мој народе, за кој гласате? Значи, квалитето на нашиот премиер е толку низок, интелигенцијата му е минус нула. Да ми рече нула, ма не е минус нула. Жал ми е за тебе, премиере, но дај си оставка, ослободи не од овие маки, дај да имаме предвремени парламентарни избори и една за секогаш и твојата партија и другите партии да ве нема од политичката сцена, да ве пушти мена за секогаш во мрачната македонска историја. Ова го кажувам од срце, затоа што ваква глупост да кажеш, не знам кој те советува, но независно кој те советува и колку е тој паметен или не, вие треба самите да знаете, ова ја покажува вашата неинтелигенција и зато нашата држава пропаја, почнувајќи од времето на Бранко, 91 завршувајќи до вас денес, премиере Мицковски. Може Стојан Ангелов упатил некој си совет, бидејќи знаеме дека он беше директор во Центарот за кризи. Стојан Ангелов циглата што го вика народо популарно, бидејќи кршел со карате, не знам што герамид, циглата герамидата. Па види, тој сите тие луѓе ги собра, порано беше Стојан герамидата во СДС, потамо го презеде и го остави пак да биде на ЦУК директор. Видете, не знам кој во ова влада понеквалитетен е. И не еден, двајца, тројца, пет да кажам и да ми е драго да кажам, лав да му е нове луѓе. Тежок избор. Знаете зашто е тежок избор? Затоа што како премиер, ако е квалитетен, ако е стручна, ако е интелигентен, ако е хуман, ако има работно, животно искуство, ако сака добро да направи за Македонија и за народо, па ќе се заокружи со тим на луѓе квалитетни. А луѓето што не се квалитетни, погани ја што ги викам, лоши луѓе, тие секој се заокружуваат со неквалитетни, за да може да ги контролира. Никој не сака во последните 35 години, дали се тоа премиери, дали се министри, да стават граѓани на Македонија, ги има многу квалитетни, за да работат за доброто на Македонија. Се плашат, бидејќи е секојаш тоа така. А квалитетни луѓе секојаш вработуваат и за партнери во своите тимови
и работат тимски со најквалитетни, дури поквалитетни од нив. И тоа е мотото на Америка, тоа е мотото на другите развиени држави. Стави ако сакаш поквалитетни од тебе, за да ти бидеш уште поквалитетен и за да имаш успех, дали е водење на држава, водење на фирма и така натаму. Господин Јорго, сосема за крај, еве, и малку и се насмеавме, но тоа е нашата трагедија да живееме со такви работи. Секојдневно слушаме некои такви работи. Сосема за крај, дали би сакале да се упатите кон македонската јавност да кажете нешто? Би сакал, ама пред да се упатам до македонската јавност, до гледачите, до граѓаните на Македонија, да кажам уште една работа што ми падна во очи. Во последните 2-3 месеци од кога Уставниот суд го укина балансерот, почна е од влен Меджити и другите, веќе ни името му го знам, Меджити, не е ни битно како се вика. Не ми е омилен човек, бидејќи доста зло има направено за Македонија и за народа и за албанците. Јас како демократ приметив дека сега се мотнува предлог во собрание, предлог закон да има правична застапеност за вработување. Што значи правична застапеност? Пази колку се као интелигентни, а се глупи, сака да ни метнат, бидејќи мислат дека ние не се разбираме, наместо да кажат, еве балансеров го кинавте, ние сега ќе вработуваме по национална основа. Значи се работи за игра на зборови. Игра на зборови, како што се работеше игра на зборови, кој излезе премиеро и Александар министеро за транспорт и сообраќај, Александар и вели, ние направивме чудо, сега ќе ви даеме огромна вест. Партнерство невидено, досега никој во историјата на Македонија што владее нема направено со Велика Британија. И испадна после некој ден да не биде тоа партнерство, да биде дека ќе земиме наводно, ми можеме да земиме кредит на 6 милиарди евра. Сега игра на збориме. Не можат ние, што викам во Македонија, има интелигентни луѓе, а и ние во демократи, само порака да вам пуштам на овие луѓе. Ние како демократи сме против вработување по национална, етничка и партиска припадност основа. Единствен услов ова држава да оди напред е стручноста, искуството, честноста и други фактори. Не можеш ти да вработиш хирург кој што појма нема како да прави операција на мозок, а ти како премиер знаеш дека појма нема, си го вработил партиски и детето ќе го даеш кај тој човек или други граѓани да се лечат и да го отвора во мозок, полат не, туку 90% ќе му изобрат појки, ако не сите. Значи, тоа е единствено и сум згрозен што туркаат закон игра на зборови, нема игра са поќе на збори, са зборуваме отворено. Нема да ви помине. Вие може да го истуркате во собрание, бидејќи сте на власт, но за брзо ќе ве турнеме од власт. Овој народ се освестува. И нема повеќе во Македонија. И тоа е една од причините што зборувавме. Најголема опасност за Македонија да се само уништи овој народ е кога се вработуваат луѓето по партиска и национална етничка припадност. Каде тоа го има? Значи, ќе ставиме шофер да вози 50 души во автобус, да не знае да вози, дека бил македонец, квотата да ја пополниме, или турчин, или албанец. Ете, тоа е мојата приказна, тоа сакав да кажам. Порака до граѓаните, само вода да се напијам, те молам и ќе упатам порака. Секако нема никаков проблем. Слободно. Јас повеќе пати се обраќам до граѓаните, овој пат ќе се обратам директно во камерата. Сакам да се обраќам до вас, честни македонци, албанци, турци, власи, бошњаци, роми, Срби, Хрвати и сите останати македонски граѓани. Да се пријавите во сите 81 општина на нашите листи
за кандидати за градоначалници и советници. Зошто го правиме ова и бараме од вас да се пријавите поточно, да ни пуштите ваше резиме, кратка биографија. На нашиот имейл демократи мака мајмунче популарно на македонски @yahoo.com. Зошто ова го правиме? Затоа што сакаме во секоја општина да бидат најдобрите граѓани од таа општина на листите за градоначалници и советници. Во нашата партија имаме квалитетни луѓе, но секогаш сакаме да креираме конкуренција и ние секогаш велиме ко демократи. Во партијата, во државата, во фирмата, во институциите треба да се напредува единствено по нешто што овие досега политички структури не го спроведуваат. Единствено квалитетот, стручноста, образованието треба да биде мерило за вработување. Никако повеќе националност и партиска припадност. Пријавете се, ве чекаме, придружете ни се. Еднаш за секојаш да ги тргниме злосторниците од власт. Доста веќе не уништуваат Македонија. Да живее Македонија. Да живее народот на Македонија, македонскиот народ и сите други народи и народности. Благодарам за вниманието. Македонија вечна и вековита. Господин Јорго, уште еднаш ви се заблагодарувам што ни бевте гостин и знаете дека секогаш тука во овој наш демократски импулс сте добре дојден гостин и нормално кога имате што да кажете, вратите ви се секогаш отворени и упатувам еве една порака кон сите медиуми заробени би рекол, нормално да ја отворат вратата кон вас и кон вашата политичка партија, да има поголема слобода на медиумите. Ви благодарам и се гледаме се на ден повторно. Благодарам за поканата и благодарам за пораката до медиумите. Треба да ги отворат вратите, се разбира медиумите, затоа што да не бидат робови на големите политички криминални структури кои што 35 години владеат и уништуваат све живо и диво. Затоа што медиумите се алатка и мојна алатка да ја кажуваат вистината, да се борат за доброто на народот и Македонија, а не да се борат за криминални структури да останат на власт или да дојдат на власт. Тоа е мојата порака како човек, како председател на демократи и се разбира порака од демократи и граѓаните на Македонија. Благодарам треќе. Драги гледачи, доколку ви се допадна ова видео, овој наш денешен подкаст, знаете дека треба да притиснете лайк и да го споделите како би допрало до што поголем број на луѓе. Јас бев вашиот водител и уредник на овој подкаст Трајче Китановски, а вие гледавте Демократски импулс.